Хуманоста е нешто што не поврзува сите нас и отсликува големината на еден човек, но и на едно општество. Дали можеби ние луѓето подзаборавивме на хуманоста? За хуманите дела и идеи помеѓу нас и тоа како да ја подигнеме свеста за хуманоста, разговараме со Елена Бегова, основач на фондацијата Ице Бегов. Добро дојдовте во нашата младенска емисија. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Голем дел од нашите гледачи се веќе запознаени со работата на фондацијата, но за оние кои првпат не следат и слушаат, од каде потекнува идејата за основањето на фондацијата Ице Бегов? Фондација Ице Бегов ја основавме пред 2,5 години. За жал е основена во чест и спомен на нашиот син Ице, кој што не напушти прерано. Ице беше дете со посебни потреби и во негово име ја основавме фондацијава со цел да можеме да помагаме и да се насочиме кон лицата и луѓето на кои што имаат потреба од помош. Кои се активностите на фондацијата? Што е тоа што ве прави посебни? Некои посебни активности или посебни проекти нашава фондација нема. Тоа ја стално го кажувам. Во нашава фондација има многу љубов, но има и многу болка. Наши главни цели и идеи или активности на фондацијава се пред се желбите и потребите на Ице и потребите на семејствата кои што се соочуваат или кои што имаат лице со попреченост или кои што имаат потреба од помош. Така да нашава фондација пред се работи и се насочува онаму кај што помошта е најпотребна. Кои се вашите целни групи? Каде сметате дека е потребно да се даде приоритет во помошта и поддршката? Каде треба да се работи повеќе на подигањето на свеста за заедницата? Како целни групи, ние сме насочени кон лицата со посебни потреби, значи лицата со попреченост. Мислиме дека тие се најмаргинализирани и мислам дека на помошта е најпотребна кај нив. Иако сме насочени и кон социјално загрозени семејства, а исто така ги помагаме и онаму кај што има потреба во образование, во спорт и во некои други сфери од секојдневниот живот. Низ разговорот, оно што не спојува нас, Црвениот крст, и вас е хуманоста. Според вас, постои ли доволно хуманост помеѓу луѓето во заедницата? Како да ја разбудиме хуманоста помеѓу нас? Хуманоста е суштински дел од нашето општество, но колку е присутна, тоа може да зависи од многу фактори, како што се од културата, образованието, економските услови, од личните вредности. Меѓутоа, мислам дека во денешно време се повеќе преовладуваат материјалните интереси, индивидуализмот и општествените притисоци. Но сепак мислам дека кај одредени луѓе постојат и примери на луѓе кои покажуваат и одредена хуманост и емпатија. За да се разбуди хуманоста, мислам дека тука се вклучени повеќе фактори, како образование, личниот пример, заеднички активности, медиумите. И за да се поттигне хуманоста, мислам дека треба да се почне уште од најрана возраст во образованието, да се учат децава на емпатија, на хуманост, на сочувство. Еден мал гест, хуман гест, може да придонесе многу за одредена група на луѓе да бидат среќни и да има подобро општество, општеството да биде подобро место на живење. Минатата година ја организиравте првата инклузивна трка Run Together, која остави траен белег не само во Гевгелија и регионот, туку и во целата држава. Какви се впечатоците од минатогодишното издание? Како што кажавте, минатата година првпат ја организиравме трката, инклузивната трка Run Together во соработка и во организација со АК 7 ноември, атлетскиот клуб. И како прва ваква инклузивна трка од ваков карактер, не надпреварувачки карактер, лани бевме презадоволни. Мислам дека ја постигнавме целта. Оваа година сме повторно во организација на
инклузивната трка Run Together, која што ќе се одржи на 9 ноември, исто така во реализација и во организација со атлетскиот клуб 7 ноември. И оваа година очекуваме дека и бројката веќе многу поголема, има многу поддржувачи, но исто така има и пријавени и лица со попреченост од цела држава, ќе имаме исто поддржувачи од амбасади. И мислам дека целта ја постигнавме, дека сите заедно, сплотени, можеме да стигнеме до целта. Годинава трката прерасна во традиција. Што очекувате од годинешното издание? Како што веќе одговорив, мислам дека оваа година ќе биде многу бројна, со многу поприсутни и мислам дека основната цел на оваа трка е тоа што кажав, да покажеме дека сите заедно можеме да направиме многу повеќе и да покажеме дека сите сме исти и ќе ја дадеме поддршката таму кај што треба. Настрана од професионалниот свет, што ви исполнува во слободното време? Која е вашето омилено хоби? Моје омилено хоби е планинарење. Иако сум кратко време во тоа, 2,5 години, мислам дека планинарењето ми е нешто вака да избегаш од секојдневието и можам слободно да ги пофалам и планинарскиот клуб Кожов, кој што ни е најголем поддржувач и најголеми волонтери ни се во фондацијата. Црвен крст Гевгелија и фондацијата Ице Бегов имаат остварено претходна соработка, но дали може да очекуваме и некои заеднички идни проекти? Секако и сме во преговори за остварување на некои заеднички проекти. Кои се вашите идни планови? Нашите идни планови се исто како што кажав, да се потикнат луѓето, да се потикне свеста на луѓето за да се развие хуманоста, сочувството, емпатијата, за да може да биде, како што ја стално кажувам, нашава сончева Гевгелија, едно убаво место за живење за сите, кај што сите ќе се осеќаат безбедно и поддржано. И за крај, што би им порачале на нашите гледачи? Би препорачала хуманоста да може да стане дел од нашето секојдневие и да придонесе за посилна и поврзана заедница. Секој еден со еден многу мал гест може да придонесе многу, секој поединец, а тука ги вклучувам и компаниите, кои што не се само деловни субјекти, него се и срцето на локалната економија, и мислам дека тие многу можат да придонесат за едно похумано и посолидарно општество и да покажат дека вистинската сила не е само во моќта и во успехот, него е во поддршката и во помошта на таму кај што е потребна помошта. И би им препорачала на сите да го отвориме срцето, да бидеме хумани и да бидеме солидарни и да бидеме емпатични. Ви благодарам за убавиот разговор. Се надевам дека ќе допреме до повеќе наши сограѓани и заеднички ќе потигнеме свеста за хуманоста во нашата заедница, а со вас, драги гледачи, се гледаме во следна емисија наскоро.